Бајколент. Аудио бајке. Лидија. Не ќе постоеше Зоки Поки, ако не постоеше оваа Лидија. Оваа Лидија што е голема до моево колено и што има очи како џамлии. Не ќе постоеше Зоки Поки, но ќе постоеше едно дете со едно обично име – Зоран. Кога прв пат се сретнаа, Лидија му рече: "Како те викаат?" А тој рече: "Зоран." "Не," рече таа, "ти си Зоки." "Зошто Зоки?" "Скратено, така е поубаво. Ти си Зоки Поки." "Ако?" "Ако?" се согласи тој малку збунето, но и зарадовано дека ќе има ново име. Рече гласно: "Зоки Поки. Добра? Гледаш дека ти се допаѓа. Тоа ти е име." Навистина, тоа беше име. И од тогаш маличкиот Зоран, како да стана голема и важна личност. Не дозволи никој повеќе да го вика со неговото старо име. А Лидија, што живееше на подолниот кат од неговата зграда, му стана најдобрата пријателка. Со што може да се купи сиот свет? Во една рака Зоки стега 2 парички, а со другата ја држи Лидија. "Што сакаш да ти купам, Лиде? Имам многу пари," вели тој. Се би направил за својата пријателка. "Сакам панделка," вели Лидија. "И црвена, и бела, и жолта, и зелена, и сина, и..." "Нема таква панделка," вели Зоки. "Има?" "Нема. Јас знам повеќе од тебе." "Ти ништо не знаеш," вели Лидија. "А и не сакаш да ми купиш." "Посакај друго," вели Зоки. "Веднаш ќе ти купам." "Сакам гума. И црвена, и жолта, и бела, и зелена." Ех, нема ни таква гума." "Има?" "Нема. Посакај друго." "Сакам јајце зелено и црвено." "Пак и зелено, и црвено, и сино." "Нема. Друго." "Сакам зелено, сино, бело, жолто. Тоа сакам." "Тоа не може да се купи," вели Зоки. "Што сакаш ти всушност?" "Сакам се," вели Лидија. Се зелено, сино, бело, жолто." И веќе сака да плаче. "Како се? Се што лета, се што оди, се што има, сиот свет?" "Да," вели Лидија. "Сиот свет, зелен, црвен, жолт, син..." Зоки најпосле се досетува. Одат во една продавница. Зоки ги подава 2 парички и вели: "Чичко, сакам да го купам сиот свет за Лидија." "Како?" прашува продавачот. "Сиот свет, жолт, син, зелен, црвен," вели Лидија. "Ќе плаче ако не ја купам," објаснува Зоки. "Добро," вели продавачот и им завиткува нешто во една хартија. "Еве." Децата излегуваат надвор. Во хартијата има 2 шарени бомбони. Лидија ни малку не е изненадана. Веднаш го грабнува едното бомбонче и го става в уста. Другото го зема Зоки. Децата сегаш лапкаат со устите, лижејки ги бомбончињата. Најпосле Лидија вели: "Леле, Зоки, ама е сладок сиот свет. Да го изгризам ли?" Зошто е масата? Лидија оди в градинка, а Зоки Поки не оди. Зашто има баба која може да го чува дома. На Зоки му е многу тешко без Лидија. Тој не знае како да си игра кога таа не е тука. Но еден ден, Лидија го одведе Зоки во својата градинка. Учителката зачудено го пречека ногото дете, но Лидија ја објасни: "Ова е Зоки, учителке. Зоки Поки. Ако да остане денеска кај нас?" "Ако, Лиде, нека ни биде гостин," се согласи учителката. Но кога влегоа во големата соба со многу столчиња и масички и кога сите деца седнаа на своето столче, се виде дека за Зоки нема празно место. "Ах, Зоки, Зоки, а каде да те ставиме сега тебе?" рече учителката.
Сите се разбрка и најпосле го седнаа Зоки врз една масичка. Таму тој остана се дотогаш додека учителката не го заврши раскажувањето на убавата приказна што ја имаше подготвено денес за децата. Потоа сите излегоа надвор, па почнаа да пеат и да играат, а кога одново требаше да седнат на своите малечки столчиња во собата, Зоки пак си седна врз својата масичка. Ова на Зоки многу му се допадна. Па кога попладнето дојдоа дома, уште него ни слече палтото, тој се поткачи на едно столче и чуп, седна врз масата. Зоки, што е тоа? Вели баба му. Слези! Слези! Вели и Лидија. Но Зоки не слегува. Ама Зоки, чули што ти реков? Повторува баба му построво. Чув, вели Зоки. Но не слегувам. Сакам и овде да е градинка. Овде има столови, вели Лидија. Слези, Зоки, поки. Неќам. Сакам да седам врз маса. Но Зоки, вели баба му, на масата се јаде, а врз стол се седи. А јас ке седам врз маса, а на стол ке јадам. Добро, вели баба му и замолчува. А кога Зоки посакува да јаде, чинијата со јадењето таа му ја става на столот и си оди. Гледа Зоки. Лидија убаво си јаде, а тој мора да се наведнува од масата кон столот и не може ни залче да земе. Гладен е, не може да биде погладен, но и наетот не му дава да слезе од масата. И што да прави? Најлесно му е да заплаче. И Зоки почнува да плаче, долго и потегнато. Тогаш доаѓаат од работа татко му и мајка му. Што ти е, сине? Прашуваат загрижено и двајцата. Оле, плаче Зоки сега уште погласно. Баба не ми дава да слезам од масата. Ме тера вака да јадам. Оле. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.